Советот на општина Битола денеска ја одржа 58-та седница, на која на дневен ред се најде програмата за развојни планови во општината за периодот од 2017 до 2019 година. Од опозицијата велат дека голем број на проекти кои се најавуваа во претходните години и кои досега требаше да бидат реализирани, и сега се дел од програмата, но недостасуваат други позначајни проекти. Секако треба да се спомени изградбата на инфраструктурата во поранешната касарна, која што представува еден огромен проблем за сите луѓе кои што планира, а се уште не живеат таму. Изградбата на инфраструктурата течи споро, никако. И покрај тоа што општината Битола зеде кредити од 2 милиони евра. Само една илустрација. Од сите средства што беа предвидени се потрошат за оваа намена во 2016 година, се потрошија само мизерни 25%. Од владеачката коалиција велат дека во програмата се вметнати проекти кои се значајни за развивањето на инфраструктурата, но веќе се започнуваат и подготовките за изградба на северната трибина на стадионот под Тумбе кафе. Купната сума изнесува некаде нешто над 538 милиони денари. И со тие пари ќе бидат практично изградени. Изградбата на улици во СРО 1 во Арама, тоа треба да биде уште во 2017 година реализирано. Потоа ќе се одиме со реконструкција на една од најголемите улици во Битола, тоа е улицата Илинденска, која што е навистина долга и која што е навистина обемна. Меѓутоа тука не станува збор само за чисто реконструкција како реконструкција на асфалтот, туку темелна реконструкција, вклучително реконструкција на канализационата мрежа, реконструкција на, односно целосна обнова на водоводната мрежа и на крајот нели и завршната фаза, односно асфалтирање на улицата Илинденска. Истото тоа ќе го направиме и со една од централните улици во нашиот град, тоа е улицата Солунска. Покрај програмата за развојни планови, пред советниците се најде и локалниот еколошки акционен план за животна средина, за кој од опозицијата велат дека не е целосно дециден и е изработен по погрешна методологија. Овој документ има важност од 5 години. Во тие 5 години, ваков каков што е, кон ништо не упатува. Овој документ треба да биде основа и база за донесување на одлуки според надлежноста на локалната самоуправа. И тоа се недоволни. Затоа што има и мерки кои што се врзани за другиот сегмент, а имаат интердисциплинарност со животната средина. Леапот е стратешки документ со кој се предвидуваат мерки и активности за заштита на животната средина и подобрување на животот на граѓаните на Битола, велат од владеачката коалиција. Со акцијскиот план кој што е во склоп на Леапот се предвидени се она што е приоритетно да се направи за градот и предвидени се сите мерки и активности кои што треба да се преземат. Тој е документ кој што ќе ни помогне да дојдеме до средства за да се реализираат сите планови кои што ќе излезат од овај Леап. Покрај овие точки, на денешната седница советниците дебатираа и околу годишните програми за работа на детските градинки во општина Битола, како и програмата за организирање и функционирање на зимската служба за тековната сезона.